Семејството Бекам никогаш не престанува да биде инспирација за светските медиуми, овој пат нивните синови се во фокусот. Славниот пар Дейвид и Викторија Бекам се најдоа во центарот на вниманието откако го прославија 50-тиот роден ден на Дейвид без присуство на нивниот најстар син Бруклин. Наводно се случило поради врската помеѓу Ромео Бекам и Ким Тернбул, за која се вели дека некогаш била во врска со Бруклин. Напрегу потоа стигна вест дека Ромео е повторно слободен, но дека е во пријателски односи со Ким. На младиот Бекам не му требаше долго време за да си најде нова девојка, ако може да се верува на пишувањето на Daily Mail. Ромео беше фотографиран од папараците додека излегуваше од хотел во Париз, а беше придружуван од 7 години постарата германка Каро Даур, која е позната како инфлуенсерка. Слај Стоун, мултиталентираниот музичар, чиј психоделичен фанк го магипса Woodstock Nation кон крајот на 60-тите и почетокот на 70-тите, почина на 83 годишна возраст по долго боледување. Во соопштението на семејството Стоун се навидува дека по долга борба со хронична обструктивна белодробна болест и други здравствени проблеми, Слај почина мирно обкружен со своите 3 деца, својот најблисок пријател и поширокото семејство. Додека тагуваме за неговото отсуство, наоѓаме утеха во сознанието дека неговото извонредно музичко наследство ќе продолжи да одекнува и да ги инспирира идните генерации што доаѓаат, се вели во соопштението. Како текстописец, продуцент, аранжер, вокалист, мултиинструменталист и врвен шоумен, Стоун, член на куќата на славните на рок-н-ролот во 93-та година, ја предводеше својата група Sly and the Family Stone до врвот на топ листите со серија енергични, често експериментални синглови и албуми кои ја спојуваа прогресивната, фина соул музика со моќта на рокот. Александра Пилева Чадиева е родена на 10 јуни 1980 година во Неготино. Таа е позната македонска пејачка на поп и рок музика. Нејзиниот прв настап бил во 1998 година на Маквест со песната Ти си тој. Во 2000 година таа започнала да настапува во Скопје во соработка со групата Session Selection, со која изведувале рок песни во клубови. Заедно со овој бенд таа настапила на Маквест 2000-та, пејќи нејзината авторска песна Искривени слики. Со полни 22 години била најстарата финалистка на манифестацијата Play Потрага под звезди. На големото финале на манифестацијата ја извела темата Ангел мој на авторски двоец Дарко Димитров, музика, аранжман и продукција, Александар Ристовски Принц, текст. Нејзината песна била наградена со една од 2 специјални награди. Големата звезда на електронската музика Армин ван Бурен се враќа во Македонија по долго време со настап во Битола. Настанот ќе се одржи на 3 август на стадионот Петар Милошевски со почеток во 22 часот. Организатор е Avalon, кој со оваа журка ја надополнува серијата настани на отворено за летово покрај концертите на Massive Attack, Joker Out и Nick Cave. Цените на картите ќе бидат објавени многу наскоро. Како диџеј и продуцент, Ван Бурен е активен на музичката сцена речиси 30 години и магазинот DJ Mag 5 пати го прогласи за најдобар диџеј на светот. Неговиот 9-ти албум ќе излезе кон крајот на овој месец.